Успехот на една држава од нашиот регион е успех за целиот регион. Нашиот следен предизвик во кој што многу вложуваме се разбира се односите со Грција и разликата околу името. Што Грција, со проблемот околу името што Грција го има со нашето уставно име. Тука, пак, паметејќи лекцијата за искреноста и темата владење на правото, не можеме да не спомнам дека овој проблем, правно гледано, не би требало да биде пречка за нашите европски интеграции, бидејќи Грција има правна обврска да не приговара на нашите интеграции, користејќи го името како предтекст од времената спогодба од 95 година. Тоа се направи еднаш во Букурешт во 2008 година и Меѓународниот суд на правдата во Хаг потврди дека со тоа е прекршена времената спогодба. Меѓутоа, ние имаме и политички проблем, бидејќи сакаме да станеме сојузници. Сакаме да станеме сојузници во Европската Унија, сакаме да станеме сојузници во НАТО алијансата, а сојузници не можеме со Грција да станеме ако се клоцаме или се обвинуваме. И ние низ овој процес на надминување на разликата практично учиме како во иднина ќе бидеме сојузници. Како ќе делиме исти интереси, како ќе имаме слични ставови, бидејќи сме соседи. Мислам дека ова е огромна шанса и за Грција, бидејќи оваа зрелост на Македонија да го замени површниот национализам со визионерски патриотизам и да размислува каде ќе бидеме за 10 години од денеска, за 20 години од денеска, е шанса што треба да се искористи.